почнеме прво од текстот, ќе го прочитам, ќе се помолиме, па ќе продолжиме понатаму. Значи првото писмо до Солуњаните, 3 глава. Бидејќи не можевме веќе да го трпиме тоа, најдовме за добро да останеме сами во Атина. А Тимотеј, нашиот брат и Божјиот соработник во Евангелието на Христа, го испратиме за ве зацрсти и охрабри го има суд. Во вашата вера. За не се поколева никој во овие маки, зашто сами знаете дека за тоа сме определени. Зашто кога бевме при вас, однапред изборувавме дека ќе трпиме маки, и како што знаете, така и беше. Затоа јас, не можејќи веќе да трпам, пратив да научам за вашата вера, да не биде искушал искушувачот и да не биде напразен нашиот труд. А сега, откако ни дојде Тимотеј од кај вас и ни донесе добра вест за вашата вера и љубов, и дека имате секогаш добар спомен за нас и дека попнеете да не видите, како и ние вас, затоа, браќа, се утешивме за вас поради вашата вера во сета своја потреба и невоја, зашто ние живееме сега, кога вие стоите цврсто во Господ. Зашто каква благодарност можеме да му воздадеме на Бога за вас, за сета радост со која се радувавме поради вас пред својот Бог. Ноќе и дење се молиме најусредно да го видиме вашето лице и да го наполниме она што недостига на вашата вера. А самиот Бог и нашиот Татко и нашиот Господ Исус Христос да го управи нашиот пат кон вас. А Господ да направи вие да растете и да изолувате во љубов еден кон друг и кон сите, како што и ние имаме кон вас, за да ги утврди вашите срца да бидат непорочни во светост пред нашиот Бог и Татко при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос со сите своји свети. Амен. Амин. Фала ти, Господе, на Твојата благодат и денеска што можеме да се разбудиме најпрво, Господе, да можеме да дојдеме тука и во мир, Господе, да имаме заедништво, Боже, без никаков притиск. Те молам, Господе, да оваа проповед Ти води со Твојот свет дух, Господе, кој си оставил во нас. И те молам, Господе, нека истече жива вода, Господе, од Тебе, кон срцето на секој еден од нас, Господе, да се разбудиме, Господе, да може Твојата волја, Господе, да ја направиме, Господе, не нашата, Господе. Те молам за секој срце овде, Господе, те молам за секоја потреба една што имаат луѓето овде, Господе, секако и моите, Господе. И те молам преку оваа проповед, Господе, фала Ти на благодата да ја земеме и оној благослов, Господе, што Ви имаш денеска за нас, да не си отидеме, Господе, празни. Да го земеме благословот што го даваш секој ден, Господе. Но посебно го даваш, Господе, ова заедништво, кога сме заедно, Господе, во вид на наш секојдневен леп, Господе. Мисли да насуши Твојот збор, Господе, што ќе слушаме денес. Ти благодарам, Исусе Христе, што си не спаsil, што си не извел од темнината, Господи, и ме донесе од Твоето небесно царство. Во името на Исуса. Амен. Вау, имам нацрпljeno. Кај ти? Јас нема проповед. Јас нема на екранот. Тропни ќе ти се отвори. Точно. Така нема врскената. Јас знам, сакам духот да ме води, напишав, но сепак тоа што има тој да додаде, нека додаде, и тоа што има он да исече од тоа ја што го прави, да исече. Стварно сакам да се тргнам од тука, да се снижам, Бог е битен. Ја не сум битен, не е мојата мудрост, мојот интелект да не биде битен, значи би сакал ако може да не ме гледате мене, стате дека е корака од Бог. Ја барав, онака се молам 3 недели да ми даде нешто прво за мене, а после и за црквата, што стварно ја сакам црквата. Стварно сакам да порасне некако црква. И па да почне. Го нема текстот, добро. Ако го видите овој текст, ќе видите дека, значи Павле почнува, Павле, ако го видите низ писмата, ќе видите, ја го замислам како некој доста темпераментен апостол. И кога го читав ова, бидејќи не можеме веќе да трпиме, најдовме за добро да останеме сами во Атина и да го испратиме Тимотеј накратко. Значи Павле бил, гледаме во Дела апостолски 17, да влеземе малце во контекст, мада више влеговме 2 пати пред тоа. Павле бил во Солун и таму проповедал во синагогата 3 недели поред. Кога истражував, некаде вика дека може да е месец, може да 2 месеци бил таму. Океј, он проповедал 3 недели во синагогата секој шабат, ама сигурно и преку недела разговарал со луѓето, така да во еден момент се направила некоја црква млада во Солун, но знаеме што се случило, ако читаме Дела апостолски, се собрале старешините против него, он морал да избега, отишол во Берија, па однатаму во Коринт, мислам дека и на крај се наоѓа во Атина. И од
тој момент, дека е ова писмо, некаде истражувачите вика дека поминала една година. Значи, ја можам да го замислам Павле, каква е таа љубов на Павле, он стрепи, каква ми е црквата, како ми се луѓето. Дека го правев ова, да ја кажем искрено и барав, не знам ни што барам Бог да ми даде малце од љубовта на Павле. И една вечер дека комуницирав со писмо, дека се моле, и во еден момент мораше да го земам Исак, да го наранам, го ставив на колена, го гледам така детел, и дали се сум под некои импресии, емоции, не знам како да кажам. Ја имам љубовта на Павле, и почнав да истражувам на интернет некои работи, како си ката, во статистики. И некој државен архив имаме ние наш на статистики, ги гледам на интернет, гледам умрени, сега да не ве замарам со глупости, зашто јас се замарав, некои работи ги споредува, и толку ми натежно ми срцето, дека не ми треба љубовта на Павле, дај ми Боже љубов, ама не до толку, зашто одма ме пати една невера, да ја кажем право. Гледам детено и викам, чекај, кој свет треба ја сега да го пуштам? Што да направам? Значи, две се, значи како да ги пуштиш у светот, дали ќе успееме со тина да ги донесеме на Божиот пат. Тоа ни е единствена желба. Значи, ништо друго не ми е желба, само децата да ми доаѓаат у црква и да ми го пратат Господ. И тоа не е на надворешно, формално, него стварно да го примат у срце да го свој спасител. И тогаш нема нас. И ме фати невера, и стварно, морам да се покажам и речем, што ја лутли сум онака, кој ми е мене Господ, у кого ми е целата надеж. Зашто кога ќе почне тоа тркалото на невера да се тркала, мене ми доаѓаше онака 300 сценарија, не ќе ни да ги повторувам, и ради вас, нама најпрво ради мене, да ви кажем. Мислам, зашто деца се мали, се има време да се случат милион добри работи, а има време да се случат и милион лоши работи. И не ќе да размислам. Во секој случај, кога го погледнеме ова поглавје од Солуњаниве, на 5 места Павле ја спомнува верата. И ќе почнеме од, нема да одиме поред, но ќе почнеме тие аспекти на верата, зашто тој, кога ќе го прочиташ, едноставно мора за тоа да, мислам, мора. Можеш да најдеш и други проповеди, ама мене ми дојде ова да проповедам за верата и колку е тоа битно. И сега, првото спомнување на верата, мислев ќе го има тука, ќе го пратевме полесно. Ама ајде ќе одам по мојата Библија. Вика, го пратил апостол Павле Тимотеј за да ве зацврсти и охрабри, вика, о верата. И сега гледате, Павле не пишува случајно, секој збор му е од мене. И пишува за да ве зацврсти и да ве охрабри. Значи гледате го редоследот. И што ми е мене поентата тука? Прво доаѓа укрепување, зацврстување во верата, па после доаѓа охрабрување. Значи ние, како доколку сте долго во Христос, значи пред да охрабрите некого, јас се охрабрувам да проверите во што верувам. Зашто ќе го охрабрите во тотално друга насока и работите може да отидат во, мислам, никој не ни пожелува каде може да отидат, не ни размислуваме сега да го тргнеме тоа на страна. И ова не е случајно што Павле, мене ме фасцинира Павле кога ќе влезеш да го истражуваш, значи нема кај него. Понекогаш дури сега со оваа проповед на едно место го најдов контрадикторен, но Бог толку ми отвори, не може да има контрадикторности во Библија. И сега гледајте, продолжува. За да не се поколеба некој во маки, одиме понатаму, и вика Павле, затоа јас не можејќи да трпам, пратив да научам за вашата вера. Значи, прашањето на Павле во целиот овој дел е каква е вашата вера. Значи, Павле го праќа, примарно, Тимотеј доди да ги зацврсти и охрабри, ама Павле не добива од зацврстувањето и охрабрувањето ништо, да речеме. Павле го праќа Тимотеј да види, да му врати вести каква е вашата вера, да види у каква вера стојат. И продолжува, да не би ве искушал искушувачот и да не биде напрезен нашиот руч. Што значи тоа? Значи дека околу црквата има еден што вака врти и рика како лав. И само чека некого да го фати, да го искуша, човекот да падне, и човекот може да доаѓа пак во црква, па да повлече и домино ефект да се случи. И што е битно тука? Зашто го потенцирам ова? Во тоа време Павле проповедал 3 недели во црквата
И таа млада црква, што ја останало? На што можела да се држи? Можела да се држи на проповедите на Павле, на учењето на Павле и на Стариот Завет. Новиот Завет го немаме. И тоа сакам да го потенцирам, значи колку е битно отварање на овој бестселер за мене. Ова не постои друго ништо на светот што би ја заменил со оваа книга. Не постои ништо. А ние како христијани имам впечаток, моje мислење, може да го правите, мислам дека не ја отвараме тоа. А само преку оваа книга ние можеме да ги знаеме вистините и она што искушувачот, ѓаволот, ќе ни го наметне во нашите мисли. Тој има и инструменти, мора да разбереме оне вистински. Да не се залажуваме тие приказници. Ако веруваш во Библијата, веруваш до крај. Нема ни една точка да не ја веруваш. И тоа е верата. Има инструменти, значи има други луѓе кои може да ги контролираат и да дојдат во нашиот живот и да ни пуштат некои такви инсепции во главата и па да почнеме да вртиме филмови и да се оделиме од верата. Зашто у самото писмо покажува дека писмото е битно ако видиме Исус во пустината, што му викаше 3 пати на ѓаволот? Пишано е. Пишано е. Значи како се бранеше? Пишано е. Не ти треба твојот ум. Пишано е. Не треба си паметен, не треба си знаеш што е пишано, кога ќе дојде ќе знаеш што да му вратиш. Ќе ти каже вака е, па не е вака, пишано е пријател. Мислам не ми е пријател. Ама пишано е. Може да биде некој пријател, што е инструмент на него. Не знаеме. Мислам, нашата борба не е против крв и месо, да се разберем. Не се бориме против човекот, се бориме против оној што го води. Човекот го сакаме. Е сега. И затоа, ние сме во многу добра положба, го имаме писмото, значи треба да го потребиме. Е сега многу следна работа, што исто е битно за верата, значи ќе зборам за верата. Што можеме да земеме верата здраво за готово. Значи да ја сватиме на едно интелектуално ниво и да речеме предпоставка е тоа, така води нашата предпоставка која имаме таа интелектуална вера. Јас верувам во Исус, автоматски Исус ќе ме спаси, ќе ми даде кола, ќе ми даде куќа, ќе ми даде тоа и ќе ми даде ова. И сега примерот за оваа интелектуална вера се наоѓа, има многу е онака, за мене беше страшно да ти се случи. Го имаме во Матеј 7, вика. Не секој, вика Исус, што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно. А оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ќе им изјавам, никогаш јас не сум ве познал, одете си од мене, вие што правите беззаконие. Читајќи го ова, овие луѓе имаат вера. Не можеш ти да дојдеш пред Бог и да речеш, како Господе не ме познаш? Па ја у Твое име правев ова. Значи, гледајте верата, убеденоста на тие луѓе. Му се противат на Господ, како не ме познаш? Јас цел живот одам по тебе. Знаете кој е проблемот? Проблемот е што овие луѓе имале интелектуална вера. Значи, тие имале толкова интелектуална вера, што некако се прелажале себе си, дека го познаваат Исус. Значи, работата, што вика Исус? Не вика, вие што правите беззаконие. Ама првично не вика грешници, бегајте од мене. Вика, не ве познавам. Значи, првенствено пред сите работи е познавањето на Исус. Без тоа нема вера. Не постои, не можеш да станеш пријател со Исус, не можеш да стане твој спасител доколку не го познаш. И јас кога истражував, викам, овие луѓе имаат некое погрешно семе посејано во нив. Знаете што значи тоа? Кога наместо ние да го бараме Исус во овие 4 евангелија, знаете каде го бараме Исус? На филмот што го пуштаат на Велик, и у Chosen, и у Discovery Channel. И таму гледаме кој е Исус. Не ми треба таму да гледам кој е Исус. Тука ќе гледам кој е Исус и после ќе ги гледам тие работи да видам колку се различни, зашто секојаш се различни тоа на што Исус е. И верувам дека некои на овие луѓе што толку да бидат убедени им посеал некое семе кое не родило со глупост. И ако сакаме да знаеме каква е вистинската вера, таа мора да се манифестира со нешто. И гледате како продолжува Павле да се врати.
Вика. А сега, откако ни дојде Тимоте од кај вас и ни донесе добра вест за вашата вера и љубов. И сега одеднаш имаме и вера и љубов. Верата, одењето со Исус Христос почнува со вера, ама секогаш завршува со љубов. Значи, ако не знаете дали имате вера, мислам ако не знаете, еден начин да видиме дали имаме вера, агапе љубовта секогаш има љубов кон непријателите. Значи, не е работа дали ги сакаме тие што ни се допаѓаат блиските, него видите колку го сакате оно што е тежок, различен за сакање. Односно, многу интересна реченица прочита пред некој ден. Љубовта на христијаните не се мери колку го сака Исус, се мери колку го сакаш Јуда. Го сакаме ли Јуда? Имаме ли љубов за такви луѓе кои го предале Господ, да речеме? Сега и друга работа, што вака ми дојде као. Павле во еден стих вика, во 1 Коринтијани 13 глава, вика, да имам вера, да имам сета вера и да помрднувам планини, значи, ништо не сум ако љубов нема. И се викам, чекај да постаде сега. Цело поглавје го читам за вера, што е битно сега, вера да имам или љубов да имам. И тоа е она преска што ви реков, Павле некаде може да се чини и контрадикторен. Значи, вика Павле, имам вера, преместувам планини, ама немам љубов. Џабе ми, па чекај Павле, ако имаш спасителна вера, мора да манифестира со љубов, не може да нема. Ама гледајте сега. И овие луѓе во Матеј 7 имаа вера, пророкуваа, правеа чуда. И пак крај таа вера не е спасителна. Значи, Павле, што сака да каже? Ако ја немам спасителната однос од вера со Исус, џабе ми е да мрдам планини. Ништо не вреди во животот. И затоа писмото не вика ќе ги познаете по даровите, него ќе ги познаете по плодовите. Значи, џабе даровите. Значи, залажувам, имам дарови. Не, да видиме дали имаш плодови, пријател. Мислам, ја не судам, ја просудувам. Нема осуда за оние кои се во Христос. И друга работа. Зашто е битна нашата вера? Павле вика во стихот, вика, а сега откако ни дојде Тимоте, од кај вас ни донесе добра вест за вашата вера и љубов, и понатаму се утешивме за вас поради вашата вера, зашто ние живееме сега, па вие стоите цврсто во Господ. Ова вака само ги читам тие делови. Добра вест во којне ова е Евангелие. Што донел Тимоти? Донел Евангелие му донел. Го донел она што не знам дали се слушнале терминот Пето Евангелие. Петото Евангелие е нашиот живот. Значи 4 Евангелија се тука е фигуративно, не сакате, не е значи официјално, така се кажува, Петото Евангелие. Значи нашата вера и нашата љубов е Петото Евангелие кои носат утеха, а носат и живот кај водството. Значи пасторот, водството на оваа црква, стојат и живеат затоа што ние стоиме. Колку сме ние добри како верници, толку ќе му носим утеха и на пастор Живко, и на сите оние луѓе што се во водството, а и сами меѓу себе. Сами меѓу себе сме евангелии едни за други. И ќе завршиме сега со ова, ќе продолжиме на мојата втора точка, пошто зборевме за вера, сега малку ќе збориме за невера. Неверата, значи размислував, неверата сама по себе, во секој облик е грев. Сега, работата е доколку останеме во самого невера и не премине во нешто друго, не се манифестира во видлив грев, пак е грев, немаме осуда, пошто сме во Христос, за оние што не се во Христос има осуда, што вика Светиот Дух ќе го разоблечи светот за грев, пошто не верува до мене. За нас нема осуда, ама имаме многу погрешни работи кои тоа се случуваат кога сме неверни, кога ни слабее верата. Кога ни слабее верата, главном се почињаме да чувствуваме еден од чувствата што цела е стравот. Немаш вера во Господи како ги среди работите, требаш со страв, се раѓа стравот, од стравот доаѓа во непослушност, зашто? Поради страв дека не може. Буквално му викаме на Господ, не, ти не можеш, нема шанси, сега јас ќе земам ова во мои раце. И влегуваш во терен на непослушност.
А непослушноста само по себе е вера, само коренот е неверие. Значи, битен е корено да го ископаме, за да не се случуваат тие плодови на непослушност и други работи. И сега, најинтересниот пример е на евреите. Буквално стигнаа до границата на ветената земја и не влегоа поред неверие. Не му веруваа на Господ дека ги води тие джинови таму што се појавуваат и тие 300 работи што ги донесоа изведниците, они не веруваа дека тоа може да го победат. И во Римјаните вика, не влегува. Каква трагедија, луѓе? Да стигнеш и да не можеш да влезеш поради неверие. Тоа, мислам, за мене е трагедија. Другата работа што е, тоа е еден аспект од зашто е неверието лошо. А вториот аспект е што изостанува добрата вест. Евангелието наше изостанува кога немаме неверие. Кога имаме неверие. Е сега, како да се реши проблемот за неверието? Проблемот се решува само с една работа. Покаяние. Покаяние. Нема другачие никако. Како? Многу слабо се збори за покаяние и кога го спремав ова и размислував, дури вака, ќе ви кажам како е кога ова се го врте, го размислував, го анализирав и размислувам покаяние. Што е покаяние? Покаяние е метаноја, збор на грчки, има 4 аспекти. Преведен е секој пат како покаяние кај нас. Едниот аспект е промена на умот, другиот аспект е промена на личниот живот, третиот, или врска нема тоа, како ги редоследат, жалење за гревот и за стариот живот, значи добиваш таква жал, тоа покајанието доаѓа по благодат. И обратување према Бог. Значи, ние викаме, кога се обрати, ако ти си се обратил, ако некој посеал погрешно семе во тебе, значи ние стално викаме, јас сум обратен од таа, не треба да викаме кога си обратен, од кога си се покајал, пријат. Мислам, ние сепак ќе викаме од кога си се обратил, него сакам да влеземе подлабоко, зашто може да е семето погрешно. И ние покајанието да го сваќаме, обраќањето да го сваќаме сосема различно. Треба да го сватиме дека покајанието е и вртење према Бог, и менење на животот, и менење на мислите. И зашто го зборам ова? Зашто секогаш кога зборам нешто и кога мискаче, не мискаче без везе, мискаче од некои работи. Тој се едни мисионери. И они го викаат тој стихот, небото се радува за секој еден спасен. Небото не се радува за секој еден спасен. Небото се радува за секој еден грешник што ќе се покае. Амин. Значи, каква е таа? Гледате каква една мала субтилност може да посее погрешно семе. Доколку во моментот кога вие сте се обраќале, сте имале погрешни луѓе. Ја не кажам дали нивните мотиви се погрешни. Меѓутоа, нивните мотиви може да се најдобри на свет, ама ако не те водат, ако не те учат кон вистината, ти ќе бидиш охрабрен да одиш кон некој друг пат. Тие мисионери им викаа на луѓето, го прифаќаш ли Исус за свој спасител, луѓето ќе рече, го прифаќам, и они вика, готово, ти си спасен. Чекај, не може да е толку, мислам, не може да е толку. Бог е всемоќен. За Бог вака може да направи да не спасе сите, да не однесе сега горе. Ама, ја мислам дека треба да има нешто в срцето, не е само празни изговорени зборови. Треба да се случи некоја метаноја в срцето. Значи, да, ќе имаме покајничка молитва, ќе имаме, ама треба тоа да продолжи со некој учење. Што тоа, некој да, Бог ќе го ослободи, ќе го исчисти, ќе го спаси, ние не знаеме како доаѓа, ама некој нема во тој момент стварно да се покае. А може да помисли, они луѓето ми рекоа, сега терам ја вака, супер. И мислам дека до сега доволно беше мислам да го сватиме колку е битно тоа покаяние. И треба да ни биде покаянието начин на живот. Односно, треба секој ден да се каеме. Се малце тоа, не е тоа нонстоп, додиме такви бам. Се покајувам за работите што ги правам. Се каам секој ден. Тоа е начин на живот. Молитвата е начин на живот. Кога кажува молете се непрестанно, не значи дека тоа треба да додиме нонстоп. Него тука сме у молитва. Заблагодаруваме за се што ни доаѓа.
И не мора се нон-стоп да биде тоа. Ама тоа е, како да кажем, тоа е како ти живееш во тоа. Каде и да одиш го носиш тоа со тебе, покајанието, се покајуваш. И сега, не е работа, нели, да се покаеш и пак да го правиш истото. Ама некојаш ќе се покаеш и пак ќе го правиш истото. И тоа не е лошо. Бог гледа дали ти се бориш. Друго е ти да си кажеш, еј се каам, ама не се каеш. Само го кажеш, еј се каам. И утре го зимаш како ништо да не било. Ама, еј Боже, се каам и утре, сега не викам дека треба да има време, пола сат ќе издржам да не го земам. Ама се борам и Бог ја гледа таа борба. Искушението е се уште тука. И ќе паднеш пак. И пак ќе се покаеш. Зашто секое непокајување раѓа повторна недоверба, раѓа повторно, кога сме ние у таа недоверба. Ние луѓе се одвојуваме исто како Адам и Ева. Непослушни сме. Бегаме од Бог, се криеме, немаме шанса да доживееме неговата љубов. И љубовта негова вика непрестанно. Ама ние сме тие кои бегаме од него. И тоа почиња како она топчено, кој ќе опуштиш на снег и ако не го изгубиме спасението, нека не да навлегуваме тоа дали се губи или не, нема да ја направиме Божјата воља за него. Знаете, еднаш ми рече еден човек, и јас сум таков. Многу прифаќам кога некој авторитет ќе ми каже нешто онака безразлично, тоа е паметен е тој, има некој име, човекот не е битно. Значи, рече црквата не е болница. И дека го прави проповеден како дека не е. Тогаш не ми текна, викам, добро, не е болница, не е болница, како ќе кажеш, се у реду. Ама сега прави, како не е болница? Па црквата е болница. Треба да дадат луѓе со скршени срца, со скршен дух, и физички скршени, и бараат исцеление. Нормално дека е болница. Проблемот е што имаме многу хронично болни. Не се исцелуваме. Значи, не отвараме кревети, не зборам само за нашата црква. Зборам за црквите, можем да кажеме, низ цел свет. Значи, мислам, има и цркви добри, да не навлегувам тоа, да се терам проповета. Значи, не отвараме место за други да дојдат. Ги држиме креветите зафатени. И се е тоа коренот е неверие. А после може да влеземе непослушност, ова, она. И стварно сакам да, значи, друга работа, тоа исто, тоа неверие, кај не носи. Си изгуби стварно. Да, болница. Треба да ослободиме место. Да, тоа неверие, уствари, не донесува да бидеме болни. У кој стил? Ние сме жртви. Човече, не верувам дека Бог може да ме исцели. Верата не вика Бог ќе те исцели. Или Бог ќе ти дае куќа. Тоа се погрешни семења. Кога ќе отидеш надвор и ќе му кажеш на некој, ќе ти дае Бог све што ти треба. Не, Бог ти вика ти си грешник и имаш потреба од него. А не е работата погрешно семе. Ти си грешник. Барете го прво Царството Божие. Се друго ќе биде надодадено. И сега, поради таа, кога ќе влеземе у тоа, не исцелени сме, немаме доверба, што викаме ние? Мојот Бог не е толку моќен. А верата вика, без разлика у која ситуација сум. Мојот Бог е поголем од оваа ситуација. И ти исцелуваш и одиш напред, исцелуваш и други луѓе. И затоа сакам вака како црква да се подигне ради нас самите, зашто Бог не го бара покајанието дека он е навреден од она што ние сме го направиле, па чека да дојме да се извиниме. Он го бара ради нас, зашто се додека не се покајаме, ние само повеќе и повеќе бегаме од него и се одвојуваме од неговата љубов. А Бог е татко, нека да те гледа да бегаш од него. Кој татко сака деца да му одат од него? Значи ми е гајле како си, дојде, извини ми се. Извинувањето пак кажувам. Ќе дојдеш, не можеш да дојдеш кај татко ти си направил белја и таков, кулијана. Знаеш дека односот нема да биде ист. Треба да дојдеш со почит, да му кажеш тато, извини, сгреши, и тогаш односот ќе биде добар. Ако ти му се понашаш као доаѓаш као ништо да не било, да, татко ти ќе те сака, ама пак односот и ти нема да знаеш, ќе знаеш дека е нешто криво, ќе знаеш дека не си се извинил и тоа ќе те јаде, па пак може да избегаш. И сега, пошто стварно ја сакам црквата,
ќе завршам тука со оваа точка. Ќе отворам еден библиски стих што го спремам за на крај. Ако го најдам, тука е. Добро. Сега ќе ви кажам едно моје сведоштво и мојата невера, што ми направи на мене. Значи, знаете дека бев на Риха во Словенија и кога се крстев, дојде една жена која е таму во Словенија, како да кажам, препознаен пророк, помазан пророк, и ми кажа некои работи. Океј, си ги ставив на срце, мислам супер се онака работите. После некоја година-две дојде пак со уште една жена и таа другата жена и она дојде, она ми пророкуваше и пак ми кажа повикот што го има. Се вратив од Словенија и прво поради своја заштита, што сакав да се заштитам, што направив, трчав по сите можни конференции, предавања, све што има врска со црквата, само трчав, само да не се тргнам. Викам, не смеам да се тргнам. Значи, сега сум со Тина, ако се тргнам, ако нешто тргне на лошо, покрај мојот живот, ќе го уништам и нејзиниот. И викам, ја ќе се држам. И викам, тоа е држење до Господ. Не е молитва и духовни дисциплини, него трчање на предавање, трчање на конференции, после некој време, луѓе, седна овака дома и правам мојот со Тина, не можеме секој вечер да го правам, не е нормално, се истошти. И никаков. Мислам дека не ми донесе некој бенефит. Некои работи ми донесувам, некои не. Поише ме исцрпеа. Треба да бидеме мудри во оно што го правиме. Сега. И понатаму, нели, у оваа црква доаѓам и одма прво све што може се уклучив да волонтирам. Дали беше алфа курс волонтирав нели диаконија, чистев, све. Викам, ова ќе ме држи мене да бидам близко. Ама срцето сакаше повеќе. Односно, знаеше дека му е ветено повеќе, го знаеше повеќе. И леле, колку се нервира тука. Се нервира, не може онака, не само што се нервира, греш. И при тоа грешење, срцето полека ги скапуваше. Буквално, кога ќе направиме на ретроспектива, знам дека срцето ми скапуваше. Знаете на кое срце зборам, знаете на какво скапување, за какво скапување зборам. Полека скапуваше што толку станав огорчен, толку станав љут. Се бутав у веце, дома, да не ме гледа Тина, да не ја соблазнувам, и се терев се расправ со Боже. Шо е сега работа? Значи, окей, ќе чекам, до кога ќе чекам, до кога ќе ме забориш? Ништо не се случува. Имам повик, знам дека имам повик, ништо не се случува. Од толку што бев огорчен, и бев огорчен на пасторот, на кога ќе бидеш огорчен од црквата на пастор. Гревот че го направив беше тој што почна да зборам против него. Таму каде што се осеќав близок со луѓето, почнав да зборам отворено. На факултету прва година зборев суптил. Значи, кога имавме предавања и кога се имаше нешто, било какво уредување на црква, секогаш прашува прашање со Живко на памет ми беше. И како он не ја води црквата по мојата замисла, нормално. Знаете, јас имав некоја друга замисла, дека ја треба да бидам негде нешто. И не имав поим шо. Само срцето ми гореше. И го изгубив односот со Бог, морам да ви кажам. Надворишно изгледаше дека имам, ги правев сите работи религиозни, како што треба, како фарисеј, лицен. Се читав Библија, Библијата нон-стоп со мене, се моле, Бог не ми одговараше, мисле дека сум во сушна сезона. Осе не сум во сушна сезона. Сум бегал од него. И мора да се покажа. Се покајав и што ми онака на срце се покајав, му кажа на Живко, а буквално му кажа се. Само не му кажа потеднаш, него му досирам, зашто мене ми беше тешко. И се знаете што, онака, која размислував и секојаш размислувам и на луѓето што ме слушаат и на мене. И сега викам, со моето скапано срце, да се слушав денеска, или некој друг на моје место, знаете што ќе рече? Да, бе, така збориш се допопа до проповедална и сега така збориш близок со Живко. Тоа го прави тоа скапано срце. Можете да замислите колку ми беше скапано. Ова е према Живко, а према други луѓе, према сите луѓе од црква.
Значи, доаѓа во црква, ми се повраќаше, глуме дека ми е добро, луѓе, ја носев културата од светот, место да видам у црква, кога ќе влезам да можам да кажам, луѓе, не ми е добро. Луѓе, имам проблем дома. Имам ова, имам она, ја доаѓам, ја носам културата у светот, така ставаш маска. Не ќе оваа црква да биде маска. Зашто го зборам ова? Може би ќе рече дека е себично. Го зборам луѓе ова, зашто сакам прво, сакаме пробудување, така, сите викаме пробудување. Па, жетвата е голема, така? Работниците се мало. Ама фората е што повални се на болување. Не се исцелени. Седат туку у болнички клиники. Како пробудување надвор, нема пробудување од црква, луѓе. Она, да се малце помрднеме. Зашто го зборам ова? Пак реков, може ќе изгледа себично. Моите деца ќе одат у оваа црква утре. Сакам да им оставам наследство и култура и црква. Ја да им оставам наследство. Сите треба да изградиме таа црква, не сум ја. Сите. Зашто жетвата почиња од онаа просторија таму. Од малата црква, детската црква. Од таму почиња жетвата. Да не се трчаме надвор. Да видиме ние нашиве деца како ќе ги извадиме. Ако ние не сме исцелени, нема ни нашите деца да ги извадиме. Ја баш пред некој ден со некој разговарав, викам, како ќе биде тоа? Доаѓам јас сега со деца и гледаат, зборам со Тина. Тина, ваков сум, не ми е добро, имам проблеми, стисна тоа, она. И ќе влезам у црква, како си? Супер. И ќе отидам дома и ќе рече децата, тоа па не ти беше добро. Деца мали се, тие прашуваат искрено. И ќе рече, чекај, што се случи во црква? Ние значи треба да идеме у црква да ставаме маски. И утре ден тоа, ќе прерасне во култура. Децата наши ќе доаѓаат тука со маски. Место да им покажеме дека сме отворени, дека црквата е за солниште, да го сватат тоа како за солниште. Ако не им дадеме ние у црквата за солниште, ќе им даде светот за солниште. Не ќе моите деца светот да им даде за солниште. Сакам да знаат дека ќе дојдат у црква, дека го имаат Данијел, да не редам сите и дека може да кажат, еј, луѓе, вака и вака напред. Колку и да е тоа. Да е тоа страшно или не знам што. А не да одат таму да зборат на други места и да ги носат по други патишта. Затоа го зборам ова. И затоа вака го кажувам ова за Живко. И едноставно, ова е интересно. Пред да се покам, како ми прозбори Бог. И Живко пред некој ден го спомна и он истото нешто си умислал, но ја му кажам, пастори, мене овој стих ми дојде. Прва Самуил. Знаете што вика Данијел? Како јас како да биде далеко од мене да дигнам рака на Божиот помазаник. Се ежам. Знаете, Бог да ви каже, дигаш рака на мојот помазаник, Бог не е да ми каже некој човек. Се ежам ли? Значи, ние како и да гледаме, пастор Живко и неговите лоши одлуки и неговите. Он ќе одговара за тоа, не ја одговарам за тоа. Ама он е помазан. Он е помазан. И знаете како? Викам, се покав, му кажа, се среди односот со Бог. Знаете колку ми е од целата работа, што испадна само најмило ми е тоа што се среди односот со Бог, што пак сум близко до Бог, пак комуницира, молитвите имаат значење, не се празен муаве, него сега кога разговарам со него ми враќа. И кога све се среди и размислам вака, да сум ја у негови кондури, така? Знаете, прво, пастор Живко или било кој пастор, помаз, е авторитет на оваа црква. Што е неговата работа? Во контекст на ова денеска што го учат. Па да гледа невестата дали ќе биде верна или неверна на Исус. Тоа му е работата. И ако пастор Живко како авторитет што Бог му го дал, каже, значи јас може да бидам најдобриот проповедник, најдобриот не знам што, да имам ваков аспект, онаков аспект. Пастор Живко со неговиот авторитет има потполно право да ми каже, слушај, ти може брат све тоа да го имаш, ама јас мислам дека мојата црква нема да иде напред со ти на тоа место што си го замислил или било како. Значи он го има правото. Не е ова демократија, или ова е теократија. И Бог му го дал тоа правото на Живко. Му го дал правото, он е помазан. И кој сум јас да зборам било што против Божиот помазаник? Знаете ли колку е тоа одвратно во Божите очи? Одвратно е. Ја кога сконтав по кој грев сум, кога сконтав што сум направил, викам, ти, Панчевски, не си нормален. Не си ти нормален, ама скроз не си нормален, пријатно.
Значи, од сите гревови што можеш да ги направиш, ја мислам дека му го направи најодвратниот на Бог. Најодвратниот, Божиот помазаник да дигнеш рака на него. Дигнав јазик, не дигнав рака. Ама јазикот има сила да убие, има сила и да даде благост. Мислам, срамота. Срамота, ама среќа Бог ни дал такво покаяние да се врати. И стихот што сакам и ќе завршам со тоа. У било каква ситуација се наоѓа. Бог вика вака. Но и сега, значи ден, си попри сите глупости што ги правите, што ги имате во срцето и ова, Господово е Словото. Вратете се кон мене, значи не чека верене. Значи доколку мислиш дека нешто си направил толкава глупост, што Бог нема да те прифати, нема шанси. Он вика, вратете се кон мене. Со сето свое срце, во пост и ридање, и вика, раскинете ги срцата, а не своите облеки. Не да му се вратиш, пак она интелектуално, ој, Боже, се сите ќе паднеме тука, ќе рипаме. Срцето свртете го, видете што е у срцето. Ќе ви давам вака, 30 јаски. Да направиме вака. 30 секунди, некам да шириме, ај видете што имате во срцата, па ќе се молиме. Видете работи што ги имате, еве вака. Првата заповед вика сакате го својот Бог. Ај видете срцето што имате и што сакате поише од вашиот Бог и тоа е вашата невера. Тоа е нашата невера, она што сакаме поише од Бог. Значи што имате? Бизнис, деца, жена, своји сили, не знам што, кола, не знам што све може да се најде у срцето да го сакате поише од Бог. Тоа се вашите идоли, што ги ставате пред Бог. Ајде видете, еве вака, задлабочете се, видете што имате. Јас знам што е. Имав его. Моето его беше све друго може да падне во вода. Ова што го зборех, ова што сум го правил, само ради моето его. Видовте? Ајде да се молим. Господе Боже, Ти благодарам на таа Твоја благодат, Господе, Ти благодарам што ме водеше денеска, Боже, да кажем оваа порака, Господе. Сакам оваа црква, Господе, да стане за Исак и Ноа едно скровиште, Господе, и не само за моите деца, него за нас прво, Господе, за нас што сме тука, ама и за сите наши деца, Господе. Ти благодарам на тој благослов, Господе. Те молам сега, Господе, те молам, еве, јас прв, Боже. Не Ти викам тргни, Господе, ти викам Ти предавам, Боже. Јас Ти го предавам своеволно сите работи, Господе, што не Ти се покија. Не барам да ги тргнеш, Ти ги предавам, Господе. Ти ги предавам, давам согласно, Господе. Тргни све што не е од Тебе и она што Ти се допаѓа, врати ми, Господе. Она што не Ти се допаѓа, земи го за себе, правиме што сакаш, Господе. Те молам, Господе, за секој еден од нас, Господе. Се надевам дека најдоа луѓето нешто и Ти предаваа денеска, Господе. Да порастеме како црква, Господе. Да станеме тој град кај што се засомнуваат сите оние што бегаат од нешто, Господе. Да се случи, Господе, пробудување првен во нашата црква, Господе, да се да тргнеме надвор, Господе. Зашто толку е голема жертвата, Господе, толку е голема, Боже, гледаме што се случува последно време, Боже. А тоа е жертвата, Господе. Тие се тие луѓе што бараш да се приведат до Тебе, Господе. И Господе, еве денеска како црква секој еден од нас, Господе. Не знам дали сака или не сака, Господе, јас го повикувам и прво јас се ставам во жива Твоја угодна жртва, Господе. Значи не оставам ништо, Господе. Ништо не оставам за резерва, Господе. Целиот се предам, Господе. Како црква сакам да се предадеме, Господе, во една жртва, Тебе што Ти е угодна, Господи, за да ги да не менуваш, Господи. Да ни даеш благодат за таа метаноја, Господи. Ти благодарам, Господе, што си верен, Ти благодарам што си тука, Господе, Ти благодарам за Твојот дух што си го ставил во нас, Господи. Да ни сила, Боже, ова што сакаме да го направиме, оваа визија што имаме, Господи. И да бидеме верни како црква, Господи, да одиме напред. Ти благодарам на тоа. Помолам во името на Исус Христос. Амин.